Повеќе од половина свој живот, струмичанецот Кирил Николов е одгледувач на кучиња од расата шарпланинец. Вели дека овие големи кучиња, автентична македонска раса, му прираснале за срце. Ги чува од љубов и сега му се најголеми пријатели во пензионерските денови. И сакам кучињата, сакам секој животно, нели? Сум чувал зајци, гулаби, кучиња и после кога сам малку сознаел за раса шарпланинец, купив шарпланинци. И тоа бе у вистина на една плата, една работничка плата. Сум одвоил и сум купил 2 женки шарпланинци. И од тук почнав таа љубов за шарпланинец. Иако на изглед се застрашувачки, шарпланинците според Кирил се идеални за семејства со деца. Во неговото децениско искуство, овие кучиња се покажале заштитници и другари на децата. Прво, ото е македонска раса. И тоа раса што стварно плени кога ќе ја видиш. Многу чиста раса, незакачлива, со деца многу мирна, многу културна раса, да едноставно се каже. Ако е овчарско куче, нели? Важно, дете јас не памнам шарпланинец да има закачено. Сега, ако некој повозрасен, он сега брани територијата. Случувало си тоа, нели, ќе дојде некој на госте, може да биде нападнат. Ама јас, бидејќи се са во боксови, не ги пуштам слободно да шетат. Кучињата вили се едноставни за одгледување, прилагодливи и непребирливи. Во моментов тој има 7 кучиња. Види се, оно не се пребирливи, значи што да му даеш храна, секва храна јаде, нема проблем кај него. Сега са мали малци, треба да се избере, јас им давам сува храна готова, за малца да бидат по-израсни да бидат. И некој века са големи, не пребират храна. Значи, што да му дадеш, леп му дади, нешто манџа, храна им ставам унатре, значи не пребират што е важно, сакат да биде такова. Сега треба редовно да охранаш. Кирил е еден од ретките струмичани кои што одгледуваат шарпланинци. Неговите миленици ги чува надвор од градот, помеѓу градина со јаболкници. Доаѓа редовно со својот велосипед и вели дека вакво хоби кое што опушта треба да има секој човек, затоа што радоста и животните го исполнува животот со позитивна енергија и радост.